Од црковниот одбор при манастирот Светинава Охридски на Попова Шапка понизата реакции за поставениот 15-метарски крст во имотот на манастирот. Вела дека на ваковско место не е природно да има крст. Во случајот со крстот на Попова Шапка, тој е поставен по барање на верниците и според законот за градење не е објект урбана опрема, за која не треба дозвола за градба, туку решение за поставување, чија законска рамка ниту верските објекти, ниту пак државните институции не ја почитуваат, дополнуваат од одборот. Крст не треба да биде јалоко на раздорот со никого, затоа што вакви верски објекти, односно делови од урбана опрема се поставувани сегде и насекаде и никој не барал одобрение. Не знам зашто сега толку се дигна за Попова Шапка. Че не е подигнат како некои други на државно земјиште, подигнат е во круг на верски објект. Така да сите тензи треба да се спуштат и да се размисли малку со ладна глава. Градоначалникот на Тетово Билјава Касами при посетата на центарот малку ја спушти топката, додавајќи дека со урбанистичкиот план за Попова Шапка ќе се регулираат и верските објекти. Денеска имаме подобра причина зошто сме овде, но јас само сакам една порака да испратам. Тие што не сакаат да ги видат инвестициите на Попова Шапка, тие гледаат причина да ја критикуваат општината за предмети кои не се во нејзина надлежност. Во урбанистичкиот план се верските објекти, црквата и џамијата. Се надевам дека ќе се заврши работата и околу легализирањето на верските објекти. Зборувам за црквата и придружните објекти, како и за џамијата и придружните објекти околу муслиманскиот верски објект на Попова Шапка. По поставувањето на крстот, политичките партии на албанците бараа да се отстрани. Македонските ги осудија ваквите изливи, оти како што велат, се работи за символ поставен на црковен имот. За крстот Советот на општина Тетово свика и вонредна седница, на која по дискусијата советниците македонци ја напуштија салата, барајки нова седница, на која ќе се разговара за законитоста на сите верски објекти во Тетово. Председателот на комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи пак, Даријан Сотировски, повика да се смират тензиите.